Почитувајќи ја традицијата на одбележување значајни настани и јубилеи од поблиската и подалечна историја на Македонија, Организацијата на резервни офицери на Република Македонија одбележа 15 години од конфликтот 2001 година со трибина која се одржа во Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово. Присуствуваа представници од армијата на Република Македонија, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, бројни резервни офицери и представници од семејствата на бранителите. Од трибината беше упатена порака дека ваквите војни никому ништо добро не носат. Да пренесеме порака дека ваквите војни на никому ништо не носат добро, само носат лоши работи, носат поделби, носат омраза, носат нешто што го оддалечува човек од човека и едноставно создава една зла крв која што можеби и долги години и децении ќе треба да се тоа надмине. Но во секој случај, кога се работи за опстанокот на државата Република Македонија, кога се работи за екзистенцијата на Република Македонија од било кој што сака да нападне и да ја разнебити како што беше во 2001 година, тогаш ние сме должни како држава, како народ, како армија, како полиција и така натаму како безбедно сили да ја браниме, да ја чуваме и да ја унитаристичката Република Македонија да опстои како држава, бидејќи за оваа држава многу генерации го дале својот живот. Според Велин Стојановски, пензиониран официр за планирање на операциите во 2001 на првиот армиски корпус, без оглед на тоа кој настан историчарите го сметаат за почеток на конфликтот и кога според нив е означен неговиот крај, нагласи дека важно е што сепак завршил нерешено. Пораките беа зошто ни се случи 2001 година и зошто не излегнавме како победници во тој конфликт. Дозволивме, конфликтот да заврши, иако во практиката нема, меѓутоа заврши нерешено. Терористите нити го предадоа вооружувањето, нити беа поразени. Армијата се извршуваше задачата, меѓутоа политиката не дозволуваше до кај да се спроведат сите активности. Учениците од гимназијата Кочо Рацин Куманово твореа на тема 15 години од конфликтот 2001, а во оваа пригода им беа доделени признанија на авторите на недобрите 3 есеи, како и на нивните ментори. ОРОН додели признание и за 50 на резервни офицери и подофицери, учесници во конфликтот од Куманово и Кумановско, кои значат верификација за нивното учество во војната и според Малковски, признание кое ќе ги подсетува идните генерации дека ваквите настани не смеат да се повторат. Секогаш кога вооружените сили ќе стасат до некоја си, да кажам, предуслов за победа, ќе се меша политиката или странскиот фактор, како и 2001 година, исто имавме мешување на странскиот фактор. Ово е една добра ретроспектива на она што беше и како беше војната, со се она што го носи војната, меѓутоа и со една друга порака, да не се повтори.